Кап, 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 капе вода, кап, 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 капе вода, кап. Една капка вода тргнала да види свет, други 4 со неа за да видат капки 5. Една капка вода тргнала да види свет, други 4 со неа за да видат капки 5. Кап, 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 капе вода, кап, 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 капе вода, кап. Здраво, драги другарчиња, јас сум учителка Јуна. Ја слушнавте вашата помилена песничка Кап Кап. И сигурно си претпоставувате зашто ќе зборуваме во нашето денешно дружење. За дождот, така е. Сигурно вие некогаш сте се запрашале од каде доаѓа дождот. Ајде сите заедно да учиме, да истражуваме и да дознаеме. Кога сонцето силно свети на небото и со своите сончеви зраци ја затоплува водата. Која вода? Од поточињата, од реките, од езерата, од морињата. Водата се загрева. И кога ќе се стопли, таа почнува да испарува. А парејата оди нагоре, во воздухот. И така, качувајќи се нагоре, стигнува на небото. На небото од парејата се прави облаче. Сите сме виделе облачиња на небото, така дечиња? Кога малите облачиња ќе соберат многу пареа во нив, стануваат поголеми и сиви. Не можат да ја држат повеќе парејата во себе. Тие стануваат тешки. И тогаш почнува да врне. Така е. Капките дожд паѓаат на земјата и повторно одат во поточињата, во езерата, во реките и во морињата. Значи, другарчиња, ова што го учиме денес се вика кружење на водата во природата. Може ли сега да повториме? Сонцето, кога грее силно, ја загрева водата. Од што? Од поточињата, од реките, од езерата и морињата. И таа почнува да испарува. Парејата каде оди? На небото, така е. Таму што прави? Облаче. Така, кога облачето ќе стане тешко и сиво, тогаш почнува да врне. И капките дожд повторно паѓаат на земјата, во поточињата, во реките, во езерата и во морињата. А сега
Другачиња ќе ви покажам како може дома со вашите родители на креативен начин да го представите кружењето на водата во природата. За таа цел потребен ви е еден капак од некоја кутија во тркалезна форма или пак некое картонско или пластична чинија и пластелин. Од пластелинот ќе направите сонце во жолта боја, вода во сина боја, облаче во бела боја, капки дожд и стрелки кои што ќе го покажуваат кружењето на водата во природата. Или пак на бел лист можете да нацртате некое поточе или пак езеро, река или разбранувано море. Сонце, облаци и капки дожд. Со ножички да ги исечете и да ги залепите на картон, како што кружи повторно водата во природата. Се надевам дека денешната активност ви беше интересна и едукативна. До гледање, дечиња!